Каде? Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва наш соговорник во емисијата во потрага по вистинскиот збор е Илија Вучков. Имаме повеќе поводи за овој вечерашен разговор, а јас прашањата ги поделив на 3 дела, во 3 сегменти. Првиот ќе биде дел посветен на Брисел, вториот дел на проектот за вештачката интелигенција и третиот сегмент, третиот дел за престојниот летен камп. Па да почнеме во интерес на времето. Почитуван Илија Вучков, неодамна бевте дел од неколку значајни европски настани во Брисел. Какви впечатоци понесовте од оваа концентрација на европски идеи, иновации и развојни политики? Со ваши зборови, изворно, бидејќи бевте таму на лице место, а почесто сте вие таму во Брисел, дури некојаш имам чувство дека повеќе сте таму отколку што сте овде. Кажете ми, како е тоа да се биде од Македонија, макар и на неколку дена во Брисел, во срцето на Европа, и од друга страна да се биде често во Брисел, а да се мисли на Македонија? Повелете. Благодарам на поканата. Добра вечер и до гледачите. Се познаваме, да речем, случајно. Така. Меѓутоа, познавате и вие особа која што беше во Брисел заедно со децата. Инаку, да напоменам. Да, мојата ќерка беше Да. дел од овој ваш проект. А вие не ни знаевте, па ви известивме кога бевте негде. Да, ја бев на пат во Црна Гора. Така дознав јас, нели? Така. Ова го подготвуваме, работиме и организираме веќе 7 години. Не е прв пат. Да носиме групи на представници од невладен сектор, од мали и средни предпријатија, од државни институции, зависно темата и областа, нели, на настаните таму, но се со цел присутност и директно лично запознавање на актерите со она што се случува таму, затоа што едно е вие да слушате ЕУ фондови, европска политика, Брисел и сето тоа некако далечно звучи кога од тука гледате така. Меѓутоа добро е луѓето да бидат присутни, да видат и самите што тоа значи да запознаат луѓе, да се вмрежат. Секој во својата област нормално. Ние она што го работиме во делот на европски фондови или директните европски фондови, не тоа што е ИПА и Party Cross Border, туку се она што се научно-истражувачки проекти, програми кои што се за едукација. Имаме над 4 активни проекти сега во МКЦ. Инаку мрежата која што ја водам се вика Акрит Network или мрежа на Associated Candidate Countries, тоа значи сите кои што се кандидатски статус како држави. Така. Тоа значи од Западен Балкан сите 6, Турција, Украина, Молдавија, Грузија, Босна секако со делот, така да соработката е на ниво на универзитети, факултети, истражувачки центри, фирми, компании кои што се па и стартап, не само активни и долгогодишни компании, и секако невладиниот сектор кој што исто така има свој потенцијал. Па во таа конотација беше и годинашната посета, бидејќи беа во многу краток временски период споени и у Green Week или се она што е зелена недела,
и Energy Week, односно се што е поврзано со енергетика и енергетска ефикасност. И така во 14 дена имаше многу посетители и затоа беше добро да и учесници од Македонија и од регионот бидат таму. Ние како организација организиравме 4 групи. Турската е најголема нормално, бидејќи се најмногу како жители. Најголема држава. Меѓутоа колегите си го водеа тој дел, како мрежа имавме над 200 учесници. И јас затоа веројатно гледате дека често сум таму, патувам денеска сум тука и утре, задутре веќе патувам повторно Брисел. Па потоа Берлин. Таква ми е работата. Во принцип, моја работа е координација на таквите проекти, подготовка на партнерите и партнерските организации, пишување и поднесување на таков тип на ЕУ проекти. Веднаш сакам да ви кажам на почетокот, најпрво да ви честитам на овој ангажман, на се ова што правите, бидејќи ова го правите не само за поединци и институции, туку го правите за нашата севкупна држава Македонија. И веднаш да ви пренесам едно мислење, еден став, еден печаток, многу позитивен, по враќањето од Брисел. Значи, учесниците, по случајов ќерка ми, нешто е само воодушевена од таа можност да биде таму, на лице место во Брисел, туку сега е многу охрабрена. Сега вели, јас ја немав претходно оваа решителност, оваа храброст, да аплицирам, да се занимавам со проекти, и покрај тоа што е она доктор на науки и доцент, вели дека сега ја добив храброста, сега се охрабрив, дури сега, на вистина, сериозно, да почнам да го работам и јас тоа. Ова е една голема работа, едно големо сознание, и дури јас сега, можам да кажам дека многу добро заклучивте пред малку кога рековте, едно е да да аплицирате одовде, а друго е да отидете таму и да се вратите, бидејќи се враќате како друг и многу порешителен човек. Па, видете, јас сум почестен што ја знам Ана, бидејќи како лице со посебни потреби, буквално се трудеше да не заостанува позади никого. Да фати чекор со другите. И друго, чест ми беше што можев да повикам и да дојде таму. Да, ама вие го направивте тоа. Во ред, тоа ми е, затоа велам, јас имам поинаква визија за тоа што го правам, не само за Македонија, значи за целиот регион. Многу пошироко. Примерот е, во овој случај за Македонија, бидејќи едно е тоа што слушаме по медиуми. И една е перцепцијата за ЕУ како политичко ветување. А друго е перцепцијата тоа што граѓаните треба да разберат што тоа значи кон ЕУ или членка на ЕУ. Секако обратно и другата страна, и граѓаните во ЕУ треба да разберат што тоа значи Западен Балкан. Затоа што буквално се они што таму имаат, почнало од тука. Јас немам причина да посетам некој европски голем град, ако нема почит спрема историјата на Балкан. Апсолутно. Музеите исто така се полни со предмети кои што потекнуваат од тук и од Медитеранот. Потоа сеото она знаење кое што било некогаш низ вековите, било во делот на војна и во делот на земјоделие и развивано токму низ Медитеранот. Значи немате вие јужно и северно. И од друга страна, низ вековите наназад, секако дека и западните земји имаат свој огромен придонес во тој дел, и денешно време имаат доста развиена мрежа на центри на знаење, едукација, иновации. Убаво и обратно, ние да научиме нешто од нив, меѓутоа ако не се случува тоа вмрежување, таа комуникација, тој респект, нема никогаш да се постигне тоа. Да речеме, малку од луѓето знаат, па и во Европа беа изненадени 2023 кога презентирав дека 42% од вработените во Швајцарија потекнуваат од Балканот. А Швајцарија е прва по иновации во светот. А не е земја членка. Не. Што значи ништо страшно во однос на кандидатскиот статус
и да не сме земја членка, ние пак може да бидеме најдобри. Фактички, Од друга страна, нема потреба да се комплексираме. Не, воопшто не. И да се само исклучуваме. Тоа е едно. И второ, и тие што ни се контрапартнери од другата страна исто треба да дојдат да видат, да научат што тука има, што постои како народ и како знаење, и како традиција и како културни вредности, затоа што сепак европскиот континент е една работа, друго е политичкиот дел на ЕУ како Европска унија. И без разлика кој колку и да сака некого да се помести да го нема или да не постои, невозможно е на европскиот континент да нема одреден народ, одредено знаење, одредена традиција, без разлика како го викате вие народот и како му се обраќате. Затоа што и јас сум се родил во една држава, од кога памтам вака се што можам да дојдам, да имам пристап до документација, слики, информации. Оваа држава 11 пати го менувала името. Значи не станува збор за името. Меѓутоа знаењата и тоа што постои, тоа што го има во делот на битието тука, од цркви, манастири, археолошки локалитети, знаење по меѓународно, пренесување од колено на колено, тој ген кој што велиме во делот на соработка го има, прилично клучно исто така и за иновациите и за она што можат да придонесат овие луѓе кои што живеат на сите овие простори на 6 земји од Западен Балкан. Значи не станува збор само за Македонија. Така, убаво што ова го воочувате и го потенцирате, бидејќи овде станува збор за еден поширок конгломерат, станува збор за повеќе држави, повеќе земји и за една нивна взаемност, конекција, би рекол дури и размена и соработка. Видете, премногу се дава време трајање медиумско на политичарите и на политиките. Од кога јас памтам, ние сме на чекор пред влез во ЕУ. Еве 20 години. Да, тоа 20 години само така. Од друга страна, она што сега после ковидот го правиме, ЕУ како практичен дел. Ајде да видиме конкретно. Така, да видиме конкретно што тоа може, што можеме ние, што може тие, што може регионот, бидејќи фактите се факти. Вие имате Нобеловци без фрази, без флоскули, без значи, пароли. Ако одиме техничкиот дел, го имате Никола Тесла кој што по било кој расправи, по било кој комисии, едниот дел од фамилијата му потекнува од Гостиварско Зубовце од Македонија, потоа бил преселен во Србија, па во Лика, па во Смилјан, па во Австрија, па отишол во Америка. Значи тоа се факти каде тој битисол, каде постоел, кој му се роднини. Минатиот септември еден негов роднина од сестра беше во Македонија и беше во Гостиварско Зубовце. Значи, ако не станува збор во која држава, чив и каков национален идентитет носи, небитно дали се изјаснил или не, тој и неговата фамилија битисувале тук, во овие простори. Следниот од нив е Михајло Пупин. Имаме училиште тука блиску. И тој тука функционирал со роднини, со пријатели, со семејство. И во Македонија, и во Србија, Михајло Пупин е еден од основачите на НАСА, која што денеска ние дискутираме за Вселената, за нови технологии. Така да имате многу такви имиња. Она што денеска сите низ цел свет го употребуваат лекот против, односно помош, лекот и делот во врска со диабет. Диабет 1, 2, 3 типовите. Жената е од тука, од Македонија. Исто така Нобеловка. Потоа имате Марија и Пјер Кюри Склодовски, нивниот лаборант, асистент и во првиот тим, првите тројца со нив е Атанас Коцарев од Охрид. Значи имате многу имиња во делот на науката. Убаво е ова да се слушне, ама и да се знае. Ама има многу такви. Јас можеби некој ќе заборавам, меѓутоа ние во делот на социјалните мрежи на Акрит Нетворк ги објавуваме. Музичари, спортисти, поети, уметници, научници. Значи без намера да присвојуваме, не, па тоа само е да ги тука. кажеме нештата. Поете без разлика од каде тргнете сакате, од историјата, од антиката. Значи, тоа се факти. Го имате Охрид, Лихнидос, го имате Линкестис, Битола, имате Пела, имате Кутлеш или Ек предходно. Ново време е како што го велат Вергина, кој што не е, нели? Меѓутоа, сите тие локалитети постојат. Римско време тука. Буквално, без разлика што и да интерпретирате, чиво било, какво било,
Неспорен факт е дека тука постоело тоа знаење. Вие да направите еден амфитеатар во тоа време, да направите мост во тоа време, Да. да имате учител како Аристотел во тоа време. И до ден денеска, тоа се знаења кои што неспорни факти се дека тука тие луѓе Значи имало професионалци, имало учени луѓе. Па тоа било тогаш Знауци. светскиот врв. Така. Тоа било наука и иновација, Така. технологија. Така. Вие, например, имате податок, ете летоска во јули месец одам повторно да ги посетам тие музеи. Леонардо да Винчи, кој што е најпознат, во делот на периодот кога науката добива, да речем, општа прифатливост, во смисла на знаење, на достапност на информации, делот неговите уреди, машини и вакво, тој ги подобрувал од оние кои што биле на римјаните и на Александар Македонски. Значи, некој претходно направил катапулт. Не е дека прв направил тој. Да. Така, тој само ги подобрил Така. или ги И изменил. усовршил, да речем. Во тоа време, да, ги усовршил, нормално. Меѓутоа, сето тоа си има историја, тоа не може туку тако да падне од небо. Од небо, така. Ќе ве вратам малку повторно на неодамнешниот собир во Брисел. На овие собири присуствуваа повеќе од 210 учесници од 9 земји и представници на над 34 европски проекти. Да. Добро е што меѓу нив е и Република Македонија. Колку е важно ваквото меѓународно вмрежување, она за што пред малку вие говоревте, за создавање нови партнерства и европски иницијативи. Можеме ли ние, знаеме ли, сакаме ли да се вмрежиме и да излеземе надвор од нашите локални државни граници? Има, во сите земји имате и про и контра. Имате и позитивни и негативни примери. Меѓутоа, во делот на ваквите проекти секогаш се гледа напредокот, прогресот. Што може да се научи, сподели, што може да се подобри. Например, 34... Знаеме ли да аплицираме? Често се вели има средства кои што ние не ги бараме, не знаеме да ги аплицираме, не знаеме да ги добиеме. Точно ли е тоа? Токму тоа е и работата што јас ја работам. Например, ние прв пат организиравме и први, ако не и во регионот, обука за евалуатори. Так. Тоа нема врска ништо со самите апликанти. Да. Од друга страна, имате знаење кое што циркулира низ регионот во однос на земјоделие, одгледување, заштита, не мора да користите пестициди. Имаме доста билки, доста бабини лекови, што викаме и за луѓето, меѓутоа и за животните. Може да се прават и за прскање на растенијата. Па имате многу примери, тоа не е нешто непознато сега, меѓутоа тука се користело со векови. Така е. И сега, кога станува збор за намалување на штетните влијанија од химикали, од отрови, пестициди, ова некако доаѓа природно. Например, кај нас имате, ако засадите одреден вид на култура, до неиза ако засадите невен или босилок или друг дел, самите растенија се штитат едни со други, нема потреба да прскате. Точно. Сега, тоа не е некаква си, не знам каква иновација, но или со раствори од коприви и други растенија. Тоа и кажувам. Се прска. Па затоа ако засадите коприва, таму не може да има вошка, например. Така. И нема потреба да прскате растенија од вошка. И да јадеме химикали. Пример кажам, да. Така да, ваквиот тип на традиционално одгледување или на традиционално земјоделие, секако дека има познати корени на запад, меѓутоа не се употребува. Сега на таквиот дел ние додаваме и нова технологија, например новиот проект е вештачка интелигенција во земјоделие. Да. И тука станува збор за употреба на најнова технологија и во сточарство, и во растително производство или рано градинарство, каде што буквално технологијата е во функција на традиционалното, за да може да мониторираме, следиме развој на одредено растение до плодови и по плодовите од самото производство до трпеза. Каде таа следливост е нешто што е актуелно во делот. Обично се мисли дека вештачката интелигенција произлегува од канцелариите, од кабинетите, од машините, од технологијата и дека најмалку е присушта, значи најмалку е блиску до земјоделието. Така барем традиционално се размислува. Не. Но вие конкретно како овој проект планирате да го реализирате овој спој на вештачка интелигенција во земјоделието?
Мојата позадина е техничко образование. Така. И во средно, и на факултет, да. и таков дел. Потоа, доста пати и доста често сум бил вклучен во разни иновативни проекти низ Европа. Сум посетил доста производствени погони и нешто што е јавно и што не е јавно. Дизајн на иновативни производи. И сега постои технологија која што вели мониторингот на живите грла, да речеме, во некоја фарма. Самиот софтвер систем и тој модел кој што се тренира може да ви каже за колку дена или за колку недели ќе биде болно животното. Дури има и предикција во однос на делот. Така да таа технологија сега, ако се употреби и се вметне во она што е традиционално кај нас, во принцип подобрува хигиена, подобрува продукт, производ, има следливост, мониторинг. Од друга страна му е олеснува работата. Например, ако сега на млад брачен пар му кажете, еве ќе добиете земја, вратете се на село. Веројатно дека ќе треба дополнителни начини на убедување за тоа да се случи, затоа што перцепцијата е дека ако имате 3, 4, 5 или 10 крави, тоа е сериозна работа и ангажман по цел ден. И инфраструктура. А доколку технологијата се вклучи, буквално немате потреба од вработен на таа фарма. Така, ќе се охрабри. Тогаш во тој случај, да, ако знам дека функционира системот како таков и дека не бара ангажман на мажот или на жената цел ден, тогаш може би и ќе се вратат, нели? Така да ова што го организираме секоја година, барем еднаш, е во делот на вмрежување на луѓето кои што работат во различните индустрии, да видат докаде и што е, како е постигнато. И дека можат тоа да го направат и дома, и во Албанија, и во Македонија, и во Србија, без разлика во која држава во овој регион. Генерално менталитетот и начинот на живот и работата и комуникацијата е слична. Па така имаме, да речеме, во овие проекти имаме партнери од Грција, од Бугарија, од Албанија, од Италија, од Хрватска, независно дали се они земја членка или не. Сепак пазарите и менталитетот е сличен, така да затоа велам ние во овој дел ја гледаме ЕУ како практичен дел, односно што тоа значи помош за приватниот сектор, за граѓанинот, за населението, за населението и за фирмите, односно дали тука има некако вид на напредок, знаење, иновации и дали има економски напредок, тоа е. Вашиот проект, морам да кажам дека е пионерски, поврзан со земјоделието и добро е што Македонија е дел од оваа значајна европска иницијатива во областа на вештачката интелигенција и земјоделството, бидејќи вештачката интелигенција се повеќе навлегува во сите сфери на животот, не само во земјоделието. И добро е што на овој начин се придонесува за помодерно, попродуктивно и поодржливо земјоделство, ама и воопшто живење. Не е само на еден партнер или само на еден човек таа работа. Например, да, организацијата, самата идеја, пишувањето, подготовката, обично работат двајца, тројца, четворица како тим. Јас, колегата од Грција, колегата од Латвија, Јурис и така натаму. Меѓутоа, сите партнери се заслужни за тоа. Да речеме, во овој проект имаме партнер Факултетот за земјоделие од УКИМ. Тие, доколку не биле развиени или доколку не биле на ниво на задачата, немало ни да се добие проектот, затоа што и тие се развиваат низ годините. Таму, да речеме, најдовме солидни партнери и технологија и знаења кои што се дел од проектот и буквално кога се дискутираше 4 партнери има од Македонија. Значи, Факултетот за земјоделие и храна при УКИМ, МКЦ како партнер, Нова Креатива и Југоисточен плански регион. Така да голем дел од буџетот на проектот доаѓа во Македонија. Од опрема, технологија, знаење, потоа делот на подготовка на тој центар за знаење ќе биде во склоп на УКИМ. Тоа е тоа што ние може да придонесеме во тој сегмент. Меѓутоа, корист ќе имаат и граѓаните и самите земјоделци, бидејќи на проектот е предвидено над 50 луѓе да ги едуцираме, сертифицираме и прошетаме, што велиме, до европски такви центри, каде што нивни колеги од другата страна
ќе може да се запознаат лично и да видат како тие одгледуваат фарма од 3000, например, грла или голем репроцентар или да речам се она што е раноградинарска култура имате во Шпанија, можете и на мапа да отворите на Google ќе видите во делот на Јужна Шпанија буквално еден сегмент е бел, тоа се пластеници. Се гледаат од вселената. Луѓето работат. Не е дека спијат и седат. И тоа е еден од двата големи центри кои што снабдуваат цела Европа со раноградинарски култури. Затоа што се потребни количини. Така да, сите тие информации, знаења, технологија, примери, убаво е самите луѓе да видат како го прават тоа. Тука не дека тука не знаат во делот, меѓутоа количината на производство е една. Да, символично. Ние со проектот ќе се обидеме да малку се смени парадигмата и мајндсетот на тој дел, затоа што според пресметките и бројките Македонија може да извезува некаде помеѓу 80 и 130 милиарди евра продукти од земјоделие. А ние сега увезуваме 1 милиарда. Тоа е срамота. Потенцијал постои, очигледно малку треба реструктурирање, други политики, меѓутоа треба и едукација на самите земјоделци и на народот кој што работи. Не може роботи да работат, мора да има луѓе кои што го прават тоа. Убаво што говориме за образование, за воспитување, но и за едукација. Бидејќи паралелно, би рекол дури истовремено, како што пред малку посочивте, се враќаме, ги обновуваме некои традиционални начини кои се применуваат во земјоделието, ама од друга страна учиме и усовршуваме и нови дигитални алатки. Да, секако не можеме да стоиме вместо. Напредува, нормално. Вие видите претходно постои технологија, не дека не. Меѓутоа, дури светот и оно што го гледаме како разви центар, пред 2 години, например, вештачката интелигенција беше придобивка само на лабораториите, развојните центри и одредена група на технолошки развиени компании и сегменти или региони во светот. Денеска вие немате простор и место каде што таа не се употребува или не навлегла по било кој настан. Така, апсолутно е. Така да очекувано е за наредниот период не само вештачката интелигенција, туку тој дел на технологија заедно со човекот да работи во сите сфери. И затоа треба знаење, односно едукација на народот. Без страв нема што да се плашат тоа што гледаме некакви црни сценарија. Така било и за барутот, и за струјата, например. Да, секогаш имало скепса. Како ви кажам, имало примери, сега не знам кој ги следел или читал, меѓутоа Едисон му правел антикампања на Никола Тесла дека струјата е опасна и дека умира и слон, умира и не знам што, дури носел и убил слон во Њујорк за да покаже на луѓето. Денеска не можете без наизменични. Не можеме да дишеме без тоа. Така е. Така да секоја технолошка револуција си носи своја нормална контрастрана или контратежа, бидејќи луѓето имаат отпор од промени. Секојаш отпор од и нормално имате отпор, без разлика дали се тие во некаква заедница, политичка партија или група или секојаш некој ќе се противи за нешто ново. Но без разлика на тоа, промените се случуваат сакале, неќеле. Тие се неминовни. Да, светот се развива. И често не зависат ни од поединците, ни од одредени институции. Уште помалку од овој регион или од оваа држава. Значи, буквално тоа се случува сосем надвор. Би рекол планетарен план. Да. Па така се развива човештвото, тоа било. Затоа треба, барем препорака е, никого не тераме на сила, да се едуцираат за се што доаѓа ново, и да фаќаме со повреме приклучок. Така е. И да си го имаат како пример Сингапур. Така. Сингапур од нула земја денеска е една од најдобрите во светот. Прва работа што примениле за нови технологии едукација на население. Втора работа е технологија, трето е се договориле како ќе функционира системот, ама за сите, не еден може, еден не може. Законот таму важи за секого. Втор пример е Израел, кој што од пустина и од ништо има технологија невидена во однос на производство на храна, на иновации. Така да неколку вакви држави, зборувам, има примери,
А секако дека има примери региони од други држави кои што напреднале сериозно доколку примениле договор за едукација. Таков сличен пример ви е Португалија како држава. Да. Значи тие инвестирале 15% од GDP нивно во делот на развој на стратегија за државата, ангажирале, поканили и платиле странски консултанти на државно ниво, и од тогаш државата и е влезена како членка, и има напредок, и погледнете го нивниот раст. Во денешно време дури прашите го и GPT. Да. Прашите вештачката интелигенција за развојот на овие држави, ќе ви каже кога и како направиле скок. Така. Неодамна, кога бевте вие во Брисел, беше најавена и нова поддршка за европските иноватори. Кажете ни нешто повеќе, какви се тие нови можности што се отвораат за ваквите фондови, за стартапите и предприемачите од нашиот регион? Видете, самата Европска комисија има сет на програми за различни области, за различни таргет групи, за различни сегменти од општеството, и нормално дека еден јасен показател е дека мали и средни предпријатија се исто така движечка сила и таму, и низ сите земји членки низ Европа, така да формиране поодамна, не од сега, European Innovation Council или EIC, кој што подготвува програма за поддршка исклучиво на фирмите. И тоа на постоечките, на големи, на средни, на мали фирми кои што имаат некако вид на технологија. Таквиот тип на програма е помеѓу грантови, помеѓу заеми. Значи, буквално сите финансиски инструменти влегуваат во игра тука, доколку компанијата во партнерство со некоја друга компанија од земја членка имаат продукт, имаат производ или услуга кој што сериозно може да направи разлика на пазарот или пак да пенетрира на нови пазари. Така да не мора да значи дека може само апликации за другите програми, ова е конкретно за приватниот сектор. И тука се движат бројките сериозни, значи ова не станува збор за 100, 200, 300, 500 илјади евра, а одека станува збор дури до 250 милиони евра во една фирма, доколку има капацитет тоа да го направи. Така да, за сите мали, средни и големи компании, зборуваме, имаат можност, добро би било да се информираат, имаат веројатно партнери оние кои извезуваат, имаат партнери од други земји, да можат буквално да се здружат. Точно можат самите да инициираат таков дел. Така да, постои можност, затоа велам тоа што го правиме да придонесеме во правилна информација на граѓаните, во директни контакти со други, значи ние не ги криеме контактите, буквално таму сите што дојдат може слободно да комуницираат, веројатно дека нешто ќе се роди од тоа. Најверојатно треба да се мотивираат дополнително, се охрабрат, да се едуцираат. Добро, постои можност како тоа да се искомуницира. Има луѓе што знаат тоа. Да, ако не знам, јас ќе прашам кој знае. Кој знае, а всушност вие тоа знаете, вие тоа го работите најпрофесионално. Често велите дека Западен Балкан треба да биде дел од европската иновацијска приказна. Да. Кои се клучните чекори што регионот, нашиот регион, треба да ги направи за да биде поактивен и повидлив во европскиот екосистем на иновации, на технологии и на предприемништво? Прво, да се отвори кон вмрежување. Така. Прва работа. Невозможно е вие да имате иновации ако деканот на, или не знам, директорот на катедра за фармација од Белград не соработува со негов колега или колешка од Скопје, од Тирана, од Босна, од Бања Лука, од Бугарија, од Пловдив, од Софија, од Солун, од Атина, seедно. Затоа што буквално каде и овдека да поминете... Значи, добро е што има повеќе кандидати за Европска Унија. Па да, тоа е мрежа. Тоа е идејата, затоа што западните си функционираат и координираат и соработуваат Ние месечно. уште не сме коптирани, не сме поврзани. Па видете, јас ги прашувам некои од овие области кои што не ми се блиски области, да речем медицина, фармација и така натаму. Еднаш годишно се гледаат на некаква си конференција. Ништо. Се викам, ако е
таквата честота во ред, веројатно дека вие во 3000 Ќе ви требаат 10 века. така нешто за да бидете како и За да европските. се сретнете вистинска, се сочите. Па ако не се сретнете, вие нема да знаете што може да работите заедно. Така е. Од каде да знае, не гледаме на графчина или има сега ја дознаане или вика не сме ние бабавангија да знаеме што вие развивате во вашата лабораторија. Значи почеста преписка, почести Не, прва работа е контакти, нетворкинг или вмрежување. мрежување. Втора работа е анализа на кој начин и како и што може да соработувате во тек на еден квартал. Така. Заеднички цели и интереси. Да, ако вие може нешто да подготвите, сработите и покажете за четврт година, за пола година, тогаш постои потенцијал. Затоа што сите овие проекти се подготвуваат, да речеме ние сега на настан, што бевме и овој период, се подготвуваат проектни апликации кои што ќе се аплицираат некаде од септември до март следна година, до април следна година. Така. Така да, прва работа е, како што реков, мрежување, комуникација. Втора работа, трета, анализа на што може да сработите заедно. И четврта работа, упорност да го сработите тоа, да не остане само на иницијатива и само на меморандум, например. Така. Така да има можност, може да се работи секако, без разлика дали станува збор за колеги на некоја катедра, академска фела, приватен сектор, комори, млади, студенти или пак училишта. Сеедно на било кој ниво може да има таква соработка. Има многу лаици кои што за жал се уште велат никогаш нешто не сум добил. А дали си учествувал? Не. Па како ќе добиш? Па не знаеме и ние секако. Дел на работите што ги познаваме, имаме знаење едно, меѓутоа учиме и ние нон-стоп. Сакам третиот сегмент, третиот дел од нашава вечерашна емисија да биде посветен на една ваша голема и сериозна предстојна активност. Тоа е летниот камп. Вашиот летен камп е нешто многу повеќе од обичен летен камп. Па ќе ми кажете вие, мене, односно на нашите гледачи, ќе ни кажете што го прави овој проект толку уникатен и атрактивен за младите, бидејќи учесниците ќе работат на вистински агроровер, паметен дрон и АИ системи. Колку е важно децата и младите уште од најрана возраст практично да се запознаат со технологиите што ќе ја обликуваат иднината. Кампот обединува роботика, мехатроника, програмирање, вештачка интелигенција и паметно земјоделство. Какви знаења и вештини ќе понесат учесниците по завршувањето на овие 2 седмици престој и активно учество во работата на летниот камп? Гледам, вие сте прочепкале малку повеќе, ние се трудиме да не е толку... Се подготвував. Да не е толку јавно, Добро. затоа што се уште се спремаме. Така, во подготовка. Инаку, летниот камп е дел од една поголема годишна програма на Space Park Скопје. Ние уште минатата година, или веќе година и пол доаѓа, почнавме со подготовка на една локација за креирање на првиот приватен регионален технолошки камп, кој што има сериозна интернационална мрежа. И полека го работиме тоа, иако веќе имаме доста настани надвор од земјата. Еве спомнавте дрон, веќе втора година учествуваме на интернационален надпревар на дрон. Годинава добија и прво место учесниците од Македонија. Браво. Да, така да ова е еден од настаните. Идејата тука е да летниот камп им даде можност на младите, односно од 8 години па нагоре, да имаат пристап до се она што е нова технологија во делот на дрон област и во делот на ровер, затоа што нема да правиме и Space Park, не е името за вселенски дел. Space значи акроним од Science, Progress, Art и Advancement, Circularity и Engineering. Така да тоа е Space Park Скопје. И во таа програма, првиот дел организиран е летниот камп, каде што деца, групи на млади и на студенти ќе може да работат на изработка. Практична изработка на таков дрон, кој што ќе движи и вози. Најдобрите ќе имаат можност во март да бидат во Шпанија и во Хрватска. Тоа сакав да подсетиме, дека најуспешните учесници ќе имаат можност да настапат на меѓународен хакатон во Хрватска или Шпанија. Па веднаш вие
поизворно се ќе ни кажете. Да. Колку и оваа можност да настапат во странство, дополнително ќе ги мотивира младите да размислуваат глобално и да градат кариера и во науката и во технологијата. Од овие простори, како што ви спомнав и претходно, постојат многу примери во минатото за многу паметни луѓе. Да. Потенцијал Кажавте постои. вие и за Никола Тесла, подсетивте и за сите Пупин и за претходно, многу други. Да. Тоа значи дека се уште тука на ова поднебје, во овој регион, има и такако талентирани млади деца. Ние со овие проекти ќе пробаме да финансираме и стипендираме дел од нив. Да речеме, овој проект кој што е за вештачка интелигенција е најголем на УКИМ и најголем во државата. Тоа е скоро 4,6 милиони евра. И ние од таквите проекти ги финансираме ваквите хакатони, ваквите, да речем, стручни подготовки на победниците, затоа што родителите на овие деца нема да платат ниту денар за нивната едукација, престој и сертификација во странство. Секако дека за надпреварот и како има ригорозни правила, ќе мора да ги поминат, затоа што во Space Park Скопје ќе бидат прифатени само најдобрите. Без разлика чиво дете. Да, талентите. Да, а ќе бидат финансирани исто така најдобрите. И изминатиот период, па и оваа посета во Брисел, буквално годишно ни некаде помеѓу 30 и 50 илјади евра секоја година трошиме за вакви настани, за финансирање на вакви групи кои што одат. Така да, за конкретниот случај, од 17 август до 30 август, 2 недели ќе има едукација за агродрон и агроровер, кој што пак потоа е потребен за земјоделието во Македонија. Потоа од септември ќе имаме делот на соларни возила, каде што неколку училишта од државата ќе учествуваат со трката во мај следната година. И нормално ќе има уште 2 работи кои што нема сега да ги откриам. Да ги оставиме понатаму, и за нова емисија и за нова следба. Бидејќи ми покажа од режија дека имаме само уште неколку минути, некако брзо ни летна времето од вечерашнава емисија. Сакам да ве замолам на крајот од разговоров со една кратка порака како да ги охрабриме родителите и младите да се пријават на овој ваш летен камп. Што би им порачале? Зошто токму ова лето треба да бидат тие дел од овој камп? Да не си го губат времето на некое бесполезно, би рекол, сончање само на некоја плажа или пливање, туку нешто и да научат, да се едуцираат. Може би и да си го определат идниот свој живот, идната своја професија. И сончањето е добро. Да. И прошетката, и летното одмор е добро. Да, меѓутоа убаво е за децата, поготово родителите. Не мора само на овој камп. Секаде каде што ќе видат STEM, да ги запишат. Затоа што технологијата во иднината секако ќе биде присутна, сакале или неќеле. Затоа е добро нивните деца да ги описменат. Оти порано, кога ќе прашаа нели колку е писмена државата, стануваше збор колку од граѓаните на таа држава знаат да читаат и да пишуваат. Да, колку имаат основно образование. Во денешно време писмен човек не е оној што само чита и пишува. Треба да има познавање прилично пошироки, особено од технологија. Или само да знае да слуша и да гледа. Значи, за родителите кратка порака. Минимум 3 јазици, минимум технолошки писмени деца и минимум вештачка интелигенција и едукација. Тоа би била мојата порака. Ви благодарам за овој совет, верувам гледачите ќе го запомнат. Ќе ве замолам на крајот со еден од овие фломастери, еве со сината боја, овде да ми напишете една ваша порака. Мене ми е драго кога вие доаѓате и гостувате во нашава телевизија, во нашава емисија, бидејќи секогаш имаме нешто ново, оригинално, уникатно да слушнеме и мислам дека многумина гледачи охрабруваме да се свртат уште повеќе кон Европа и светот, бидејќи им, како што рековте вие самите, имаат потенцијали, имаат вредности, ама еве сега имаат и можности тоа да го покажат, тоа да го реализираат. Вашиот ангажман, јас го гледам како многу сериозно ангажирање
и за поединци, и за институции, ама пред се, како што реков и во емисијата пред малку, и за нашава држава Македонија, да фати чекор, да фати приклучок, да стане дел на вистински начин од Европа и од светот. Бидејќи само на тој начин, ние ќе излеземе надвор од некои локални граници и бариери. Сега ќе ни прочитате тоа што ќе го напишете и подпишете се само. Да. Учете се. Знаењето што ќе го добиете низ тој процес ќе ви биде основа за прогрес низ животот. Дури и касап да сте во животот, како професија, поинтелигентно ќе го колете јагнето. Одлична порака. Сакам и со рака да Благодарам. прво да ви заблагодарам за вечерашно доаѓање и учество, но и за се она што правите. А инаку, јас често сум помислувал, многу е добро човек да знае една риба, една кокошка или било што, да го одвои убаво месото, за да го подготви и за храна, но и да знае дека некои работи може и сам да ги направи, да не биде зависен, да чека во редови за некоја елементарна работа што може и сам тој да ја научи. Такво време доаѓа да секој сам треба да направи. Ако не знае, веројатно дека ќе има сериозни проблеми низ животот. Затоа учете се. Добро, нека ја праша и вештачка интелигенција ќе му помогне. Да, меѓутоа не може ручек да ви направи Ама ручек не Сепак може. треба да научите Така е. како да правите одредени работи, физички што се прават. Така. Ви благодарам и јас многу за вечерашната емисија.